Ве информирам дека од минатогодишната работа дека произлегуваат неколку важни констатации. И тоа дека кај нас селективната правда е се уште присутна. Дека партизираната непрофесионална јавна администрација на централно ниво, а особено на локално ниво, наместо сервис на граѓаните, стануваат пречка за остварувањето на правата на граѓаните. Популистичките и неприменливите правни прописи дополнително го отежнуваат остварувањето на човековите слободи и права. Лошиот систем на извршување особено го погодува најсиромашниот слој на граѓаните во Република Македонија. Социјалната заштита полека станува систем со кој не се надминува социјалниот ризик. Имавме, за жал, појава на дискриминација по сите основи. Неефикасното судство и обвинителство доведува до тоа да поттикнува недоверба кај граѓаните во институциите. Но имавме и полиција која со примена на сила ги надминува своите овластувања, останувајќи неказнета. По однос на соработката, сакам да ви информирам дека има подобрување. И тоа го поздравувам. Подобрувањето е во комуникација со извршната власт и јавната администрација. Но за жал, нешто такво не може да се каже за судската власт. Од причина што во тој сегмент или во таа соработка или комуникација има влошување на состојбите. Минатата година во работа имавме 4185 случаи, од кои отворивме постапка по 3594 предмети, при што констатиравме 1137 повреди на човековите слободи и права. Од констатираните повреди во 970 случаи беа прифатени нашите интервенции. За 104 случаи постапката е во тек, а за 63 случаи ги презедовме сите действија и не успеавме. Што значи дека нашите препораки не биле прифатени. Правам една споредба, што сакам да ја соопштам на јавноста. А тоа е дека во 2016 година од вкупно 4055 предмети по кои постапивме, во 1523 или 37,56% констатиравме повреда. Во 2017 година од вкупно 3594 предмети по кои постапувавме, во 1137 или во 31,64% констатиравме повреда на човековите слободи и права. Што значи, споредбено, во извештајната година за која денеска разговараме, за 5,92% на тоа што сме го работиле, е намален бројот на повреда на човековите слободи и права. Почитувани присутни, правната регулатива на јавната администрација која директно ја надгледуваме и ги штитиме граѓаните,
како и партизираната и непрофесионалната структура, напоменувам структура, во пракса создаваат сериозни проблеми на граѓаните. На едно место во правната регулатива се собрани сите службеници. Утврдени се одредби кои не се применливи. Пред се мислам на процесните закони. И услови кои ни оддалеку не гарантираат стручна, квалитетна и неполитизирана јавна администрација. Го повикувам од тука министерот за информатичко општество да пристапи кон радикални и конкретни, формални и структурни промени во овој систем. Се со цел тој систем да биде сервис на граѓаните.